Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренеси со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, покрај новините од Македонија, ќе дадеме краток прилог за мајката на познатата Фана Шомова, партизанката Катина Гочева Шомова. Исто така и за роденденот на нашиот сонародник Симе Папазов Опашинов од село Буф, за да на крај пак завршиме со мојот коментар на неделата. Но најпрво да го чуеме и следното. За вашите семени слави, крштевки, родендени или било какви манифестации на располагање ви стојат трите модерно опремени сали на Црквата Свети Климент Охридски. Телефонот е 416-421-7451. Исто така неделните богослужби или за празници повелите во Македонската православна црква Свети Климент Охридски на богослужбата од 10 часот утрото. Да спомнам дека на 22 април на вчерашен ден 1915 година беше убиен Јане Сандански, но поради денешниот обемен материјал, идната недела ќе ја посветиме нашата емисија за македонскиот пирински цар. Граѓанска иницијатива. Тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во православна црква да не биде на Северна Македонија Охридска архиепископија. Апелот до целиот македонски народ е да ја подпишете оваа декларација во одбрана на последниот темел на македонската држава како македонско, да не дозволиме овој наш последен темел, што е под Македонска православна црква Охридска архиепископија, со помош на цариградскиот Вартоломеј да се преобразува, односно да се промени црквата наша во православна црква на така наречена Северна Македонија Охридска архиепископија. Јавете се за подетелни информации кај мене на 647 780 6549. Но помогнете и радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи и понатаму да се емитува ова наша радиопрограма, која е и дел од сите вас. Телефонот е 647 780 6549. Кујната е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Трима Граните, вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се сега до Алек Кирков на 365 888 6096. Алек Кирков, мајстор за квалитетно изработен каунтертап, а за многу поволни цени. Телефонот е 365 888 6096. А сега со емисијата да се префрлиме со прилогот за партизанката Катина Гочева Шомова. На 20 километри југоисточно од градот Лерин во пазувите на Неритска планина, чиј врв е Вичо планина, со надморска височина од 940 метри, распространето е селото Нерит.
Ова село за прв пат се спомнува во турските дефтери во 1481 година, кој самиот револуционер Ѓорче Петров го спомнува од 1896 година. Но затоа пак од 1896 до 1909 година селото потпаднало под врховенство на бугарската екзархија. Жителите на ова село зеле учество во Илинденското востание, а меѓу познатите бил попот Христо, кој го однесле дури во затворот на градот Дијабакур во Турција, а за време на Втората светска војна, посебно така наречената граѓанска војна, селото настрадало од окупаторската власт, која власт со помош на американската и британската војска ги нанесоа најголемите катастрофи на македонското население, кои беа протерани од своите таткови огништа. Познати борци од Илинденското востание и Втората светска војна и така наречената граѓанска војна се Васил Иванов, Иван Стојчев, Фудулот, Панче Манев, Филе, Геле, како и Атанас Гигов. Инаку селото се занимава со земјоделие и сточарство, а ова село е познато по јагодите прочуени по својот квалитет и арома, кои народно се наречени планушки. Инаку селото неред го красат црквите Успение на Пресвета Богородица, Свети Атанаси, Свети Никола и манастирот Свети Лука. Од ова село многу од жителите покрај европските градови се иселиле и преку океанот, посебно по Втората светска војна и така наречената граѓанска војна. Една од жителите на село Нерет Леринско е и мајката на познатата интерпретаторка на македонската народна песна Фана Шомова, а тоа е партизанката Ката или Катина Гочева. Катина Гочева е една од 4 деца на Стефо и Анастасија Гочеви од село Нерет Леринско, родена на 16 април 1926 година, како и нејзините браќа Ѓорги, Танас и сестрата Фана. Селскиот живот навистина беше тежок за секој селанец, зашто големи обврски со земјоделство и со сточарство, без разлика дали е машко или женско. Сите треба да работат, речиси од рано утро до вечерта уште од мали. Меѓутоа дојде Втората светска војна, а веднаш потоа и така наречената граѓанска војна за македонците од Егејскиот дел. Децата на Стефо и Анастасија Гочеви, млади фидани, решија да одат во одбрана на својата македонска земја во таа така наречена граѓанска војна. По планини и долини одеа, иако измрзнати, некои со искинати алишта, па дури и обувки, но решителни да се борат за својата слобода на Вичо, Грамушта или како што го нарекуваат Грамос и многу други места. Давай me,
Едниот брат на Катина, Танас, беше ранет, но сепак остана жив. Беше пренесен во Романија, но едната нога во која беше ранет му ја одсекоја, му ја ампутираа, така да остана со една нога и една протеза. Другиот брат на Катина беше убиен на Вичо планина, а исто така беше и убиена и нејзината сестра. Додека пак Катина со други борци партизани се бореше до крајот на војната на Вичо и Грамушта, односно Грамос, како и други места, за да потоа преку Албанија ги префрлија донесувајќи ги во Ташкен, денешен Узбекистан, а порано Советски сојуз. Таму се среќава со нејзиниот сопатник, кој исто така беше партизан, Никола Шомов од село Мокрени, формирајќи со своја фамилија рожбата на синот Ване и ќерката Фана Шомова, кои по неколку години се одселија да живеат во Република Македонија. Ова храбра наша македонка Катина Гочева Шомова почина на 4 мај 1989 година на 63-та нејзина годишна возраст. Нејзината ќерка Фана Шомова, која беше на турнеја на американскиот континент, кога разбра за болеста на мајка и Катина, веднаш се враќа назад, за да последните денови ги помине со нејзината мајка. Интересно е да се каже, кога дента на 4 мај 1989 година пред да умре, таа почнала да холуцинира, да зборува со умрените, меѓу кои и многу нејзини соборци ги спомнувала кои загинале во војната, а тука бил и познатиот партизан Гоче. Долги години Фана Шомова, која го доби името поради нејзината убиена тетка во партизанството Фана, која, како што реков, загина во граѓанската војна, сакаше да остави Фана Шомова макар еден скромен дар како белег према нејзината мајка. Напиша песна посветена за мајка и Катина, но и за сите мајки егејки. Pesma moja, možeš li duša da mi otvoriš, rani da mi izlečiš, mene devojka odeljejsko. Rastenavo vardarsko, pod sonce do makedonsko. Pej pesno i sviraj, Za
Којната е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата трема граните вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап било од гранит, кварц или мермер ја открива самата убавина. Не чекајте, јавете се до Алек Кирков на 365 888 6096. Алек Кирков, мајстор за квалитетно изработен каунтертап, а за многу поволни цени. Телефонот 365 888 6096. Повторно да ве подсетам на граѓанската иницијатива. Тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во како што бара Вартоломеј Цариградскиот православна црква на Северна Македонија Охридска архиепископија. Апелот до целиот македонски народ е да ја потпишете ова декларација во одбрана на последниот темел на македонската држава како македонско. Јавете ни се на 647 780 6549. Додиме со блиц вестите. Последни вести денеска, добро вечер. Наместо почеток на градежните работи, подготвителни активности за коридорите 8 и 10Д. Од Министерството за транспорт и врски велат дека станува збор пред се за снимање на теренот и подготовка на урбанистички проекти, а повеќе информации не се откриваат. Михајло Видимлиски со деталите. Од денеска започнува реализацијата на договорот со Бехтел и ЕНК за изградба на коридорите 8 и 10Д, кој предвидува изградба на 4 автопатски делници во вкупна должина од околу 110 километри. Според најавите, багери на терен денес нема да има, туку подготовки преку снимање на теренот, проектирање и утврдување локации за кампови за работници и градежни машини. Но кои се првите локации на кои ќе се одвиваат овие подготовки не откриваат ниту од Министерството за транспорт и врски, ниту пак од владата. Единствено од Министерството за транспорт и врски. Преку соопштение повторија дека стартуваат подготвителни работи за изградба на коридорите, која е од стратешки интерес за државата. Паралелно со ова започнува мобилизација на персонал за работа, подготовка на локации за поставување на кампови за градежната оператива, анализа на трасата и можни дислокации на подземни и надземни инсталации, подготовка на постапки за вршење на геотехнички истраги. ВМРО ДПМН и денес како повтори ставо дека власта прави како што велат историска милионска кражба со договорот, според партискиот лидер Христијан Мицкоски. Најголемите лаги околу договорот се дека позади него стојат владите на два стратешки партнери на земјава и бројот на работници кои ќе бидат ангажирани. Јасно дојде демантот од амбасадата на еден од овие два стратешки партнери. Јас јавно ја уверувам јавност дека ниту една влада во светот нема да посредува во склучување на договори во кои што имаме билатерални релации помеѓу два партнери. Подпредседателот Александар Николовски објави диаграми во кои што се гледа дека и во самиот договор вклучен е бројот на работници од Македонија да биде не повеќе од 30%. Иако СДСМ тврдеше дека тоа не е точно, самиот Ковачевски ја демантираше СДСМ. Од СДСМ пак одговорија дека законот ги демантира лагите на ВМРО ДПМН. Законот за утврдување на јавен интерес за номинирање стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурниот коридор 8 и коридор 10 е донесен во 2021 и јасно ја регулира обврската на стратешкиот партнер за ангажирање најмалку 51% домашни работници, како и обврската странските работници да ги имаат потребните дозволи за престој и работа. Од досега објавените делови од договорот, најсилни реакции предизвика обврската на владата да плати пенали во износ од 53 милиони евра, плюс дополнителни 1 милион 265 илјади евра месечно додека трае договорот, доколку не се измени законот и не се воведе 60 часовна работна недела 45 дена од подпишувањето. Содржината на договорот, тежок 1.300.000 евра, останува во тајност за пошироката јавност. Увид во него, како што потврди од владата, ќе имаат само пратениците со безбедносен сертификат, откако 9 опозицијски пратеници испратија барање до премиерот. Партиско-експертската група за уставните измени идната недела треба да почне со работа. Колкави ќе бидат хонорарите на членовите не е познато, ниту пак е позната динамиката и методологијата по која тие ќе работат. Во меѓувреме, составот на групата и денеска беше тема на партиски препукувања.
Ивана Стојановска. За неколку денови треба да профункционира работната група за уставните измени. Колкави ќе бидат хонорарите на 20-мината членови, не е познато. До крајот на идната недела ќе имаат првата седница, на која освен што ќе се изберат председател и негов заменик, ќе ја договорат и динамиката и методологијата на работа. Во однос на висината на надоместоците, во овој момент не е разговарано со членовите на оваа тема. Доколку прашањето се отвори на седницата, висината на надоместокот и кој ќе го исплаќа, дополнително ќе се утврди. Велат од Правда за Канал 5. Од опозицијската ВМРО ДПМН и денеска посочија дека за нив целиот процес е без кредибилитет и дека дел од ангажираните експерти се во роднински врски со владини функционери, а дел дежурни пропагатори на политиките на власта. Лидерот Мицкоски пак само кратко повтори дека прашањето за уставни измени е затворена тема за нив. Работната група за уставни амандмани нема кредибилитет. Вистинските експерти со време се оградија. Кога СДС и ДУИ видоа дека немаат експерти за во работната група, прибегнаа кон ангажирање на пензионирани луѓе, кои се родители на нивни функционери и луѓе кои се јавуваат како дежурни пропагатори на политиките на власта во дебатни емисии или во колумни. Се наведува во партиското соопштение. И додека опозицијскиот лидер бара одговорност за членовите на работната група, за како што вели нивната безпредметна работа, од СДС прашуваат кога Мицкоски морално ќе одговара поради неучеството во стратешките цели на државата. Христијан Мицкоски деградира, навредува, омаловажува професори кои што ќе учествуваат во таа работна група. Но ја би ја трнала таа кривична одговорност која што е безпредметна, значи токму кривичната одговорност за која што зборува Мицкоски е безпредметна. И ја би сакала да прашам кога конечно Христијан Мицкоски ќе понесе морална одговорност за тоа што не учествува во ниту еден процес кој ја носи државата напред. Задачата на работното тело, како што посочија од Правда, ќе биде подготовка на предлог иницијативата за потребата од уставни измени. Ќе функционира без ниту еден представник од опозицијските партии, но уставните измени кои ќе ги подготват, како што веќе посочи премиерот Ковачевски, ќе имаат легитимитет и без нивна поддршка. Но за да започне процесот за промена на уставот во парламентот, уште во првата фаза ќе биде неопходно двотретинско мнозинство, а без пратениците од опозицијата, собранието нема да може да ги обезбеди потребните 80 пратеници. Тоа беа новините од Македонија. А сега во продолжение да одиме со кратка биографија за бувчанецот Симе Папазов Опашинов. На 1030 метри надморска височина, оддалечено 17 километри северозападно од градот Лерин, во котлината меѓу Баба и Бигла планина, поточно источните падини на Баба планина, се наоѓа селото Буф, низ кое тече стара река, која е настаната од 3 помали реки кои извираат од соседните планини. Селото Буф е многу старо село, а легендата кажува дека настанало од некои мајстори кои правеле дрвени лажици. Но интересно е да се каже што и познатиот македонски револуционер Ѓорче Петров запишал дека на врвот градиште имало урнатини од стара тврдина, од која постоеле остатоци од зидиштата срушени до темел, па дури и водоводни цевки. За ова потврдуваат и самите мештани бувчани, кои кажуваат дека таму живел некој кнез, но името не му го знаат. Инаку во ова село се одржа состанок каде Даме Груев и Борис Сарафов решиле да се дигне Илинденското востание на 2 август 1903 година, каде биле убиени 10 бувчани, а запалиле на 200 куќи и една од двете селски цркви. Посебно селото Буф настрадало за време на така наречената граѓанска војна, каде се бореле над 250 борци, а загинале над 120 бувчани, а пак 30 пак борци станале инвалиди од војната. Тогаш се појавил големиот бран на иселување од Буф во источноевропските и прекоокеанските држави. Меѓу илинденци се
Божин Бранов, Филип Дрончев, Тодор Аспровски, Атанаси Петко Бајовски, Атанас Цветковски, како и Ефто, Никола и Павле Шапазови. Селото се занимава со земјоделие и сточарство, од кое компири, граф, рш и други земјоделски производи. Заштитник на селото е црквата Свети Никола. Еден од попознатите бувчани во нашата комуна е Симе Папазов Опашинов, роден на 10 април 1927 година во село Був од татко Филип и мајка Митра. Клетата судбина си го направи своето. Од прегратките на 5 деца,
смртта ги одзеде Филип и Митра, за да тогаш на 13 годишниот Симе Опашинов цела тежина падна. Тој беше и татко, и мајка, и брат, и сестра, зашто беше најстариот син, а потоа двајцата помали браќа беа однесени во Скопје. Едната сестра во Ташкен, а тој остана со најмалата негова сестра. Се ожени за Томка Дивитарова, исто така од Буф, со која им се раѓа ќерката Фана. Барајќи подобар живот за живење, 1957 година најпрво тој доаѓа во Канада, а по 2 години неговата сопруга Томка и ќерката Фана. На Симе Опашинов и во новата татковина Канада не му беше баш најлесно. Мораше да работи и по многу часови и во ресторант, за да и даде подобра иднина на неговата сопруга, а посебно на неговата ќерка, која во 1975 година стапува во брак со баничанецот Стив Рапос, добивајќи ги Патриша, Сем и Џорџ. И тројцата внуци на Симе, Патриша учителка, Сем асоцијет џадж, односно соговорнички судија, и Џорџ аналитичар. Но радоста за Симе Опашинов е голема, зашто има и 2 правнучиња, Џос и Метју, а со Бога напред на пат е и другото правнуче. За Симе Опашинов има што да се кажува: добар сопруг, татко, дедо и прадедо, но и голем другар, пријател и македонец кој беше активен во македонската комуна. На 10 април Симе Папазов Опашинов го наполни неговиот 96-ти роден ден, најстар бувчанец. Денесот се срце, иако со малку задоцнување, неговата ќерка Фана, заедно со зетот Стив Рапос, внуците Патриша, Сем и Џорџ со фамилиите, а посебно правнучињата Џоси и Метју, на нивниот многу сакан татко и дедо Симе му го честитат роденденот, посакувајќи му добро здравје и да слават вакви родендени уште многу години. Затоа ја одбравме и песната токму за него, што тој ја порачува до сите: велат не нема, ама еве сме. Симе, честит, нека ти е твојот 96-ти роден ден и да си се радуваш уште за многу други правнучиња. Тука сме ние вечни векови, свети наши корени, оди сви мајки тука родени. Велат не нема, ама еве сме, со менак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пеме. Тука во Солун драма кавала, во Кукуш воден лична гревена, горе на Вичо грамос херојски, се игра и пее пак македонски. Велат не нема, ама еве сме, со менак сред Солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пеме.
песни гордо пееме. Последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Со појавувањето на граѓанската иницијатива кај некои од владиците, меѓу кои морам да го потенцирам бугарскиот шпион во манастирот Свети Јован Бигорски, инаку наречен меѓу народот Нов Каравангелис, а тоа е владиката Партени, исто така велепредавникот Струмички, кој е голем пријател на муртинското чудовиште Зоран Заев, тоа е владиката Наум. Веднаш се активира овие и некои други владици, па дури некои од владиците и со закани до свештениците во нивните епархии, за да кажуваат да не се подпишува декларацијата што произлезе од народот, за да не се промени името на Македонската православна црква, Охридска архиепископија во Православна црква на Северна Македонија, Охридска архиепископија. Со тоа, Божем, се е вред, се ќе биде, како што велат овие велепредавници, дека ќе биде Македонска православна црква, што е чиста лага. Почна преку своите послушници, некои од нив велепредавници, а некои наивни, за да зборуваат меѓу народот да не ја подпишува декларацијата. Најпрво декларацијата не е нити против владиците и поповите, нити пак против народот. Ова е последниот наш темел за да се зачува македонската држава. А зошто го кажувам тоа? Македонската православна црква, Охридска архиепископија, е најстарата христијанска црква, што во 535 година Јустинијан I или Јустинијан Прима, роден во Таор во близина на Скопје, за да потоа во 1054 година од тие православни, односно вистински христијани, некои се одделија и направија католичка вера, па од католиците направија протестантска вера, а од протестантите 7-8 фракции, како Јаховини сведоци, евангелисти и така натаму. Што значи, Македонската православна црква, Охридска архиепископија, ја зафаќаше цела денешна Грција, Бугарија, Албанија, Романија, Србија, поточно цела поранешна Југославија, или кажано од Дунав до Егејско море, со сите острови, со сите епархии, па и Цариград, денешен Истанбул, и сите манастири во Света Гора, каде прв патриарх беше Герман, кој е закопан на островот Свети Ахил или во селото Герман. А писмото беше тогаш македонско, како што и сега е, кој е од пред 2000 години, а не дека Кирил и Методи ја преведиле Библијата, како што пишува Западот и го лажи целиот свет, дека од грчки на македонски се преведила Библијата. Тоа е обратно, од македонски на грчки, зашто тогаш Грција не постоеше, исто како што не постоеше нити Бугарија. За ваша информација, Грчката православна црква се основа во 1833 година, веднаш по формирањето на грчката држава од страна на Германија, а автокефалност доби во 1850 година. Од друга страна пак, Македонската православна црква, односно Охридската архиепископија, ја укинаја 1767 година од страна на султанот. Но што е многу важно, што Цариградскиот Вартоломеј настојува да Македонската православна црква, Охридска архиепископија, биде како православна црква на Северна Македонија и Охридска архиепископија, каде македонските православни пак цркви што се надвор од републиката ќе бидат под јурисдикција на грчката црква со овој цијашки ѓавол Вартоломеј, кој се плаши што македонскиот народ веќе стана, се разбуди веќе. А знаете ли зошто се плаши? Ќе се вратам со историјата во 10 век во времето на цар Самуил. Некој си хан, Калојанот, инаку поколение од бандата на татарите на Аспарух, кои дојде во 690 година во тогашна Македонија, а денес Бугарија, а Јустинијан I или Јустинијан Прима им направи мало државче покрај реката Дунав, кај Црно море, наречена Дунавска држава во 10 век, оди тој хан кај папата Инконенти III, барајќи од папата да и неговата црква биде на исто ниво како Охридската. Но папата Инокенти III одговорил:
цитирам: "Со големо жалење, ваше кралско височество, ве известувам дека не можеме да исполниме вашата молба. Римската курија веќе исполна молбата и барањето на словените со тоа што на македонскиот цар Самуил му дарува златна царска круна, а патриаршиско достоинство со што ја гарантира автокефалноста на Охридската патриаршија." Околу ова тема ќе зборуваме, почитувани слушатели, во една од нашите наредни емисии. Што значи, ако ни се уништи овој последен директ со македонството, тогаш губиме се што се вика македонство. Тогаш нашата црква ќе се вика Православна црква на Северна Македонија, Охридска архиепископија. Но како со ова назнака ние ќе бидеме како најмладата православна црква на Охридската архиепископија, бидејќи сме од Северна Македонија, значи формирана како да сме сега во 2023 година. Тогаш не ќе имаме никакво право да се наречеме македонци, македонско и така натаму. А вака, доколку пак ја подпишете декларацијата да не се промени уставот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, тука веќе Вартоломеј губи се со неговите лаги, а ние документирано ќе продолжиме да се бориме да си вратиме се што е наше македонско како држава, јазик, историја и така натаму. Затоа бараме секој од вас да ја потпише ова декларација, да не се излажеме како што стана и со името, нема да се промени, а ете се промени. Се уште имаме време, почитувани слушатели. Македонските православни цркви се на народот македонски, а не на поповите и на владиците, зашто нив тоа им е работата и тие си земат плата. Тоа им е професија и се одлучиле на таа професија. А на македонските верници пак должност им е да ја чуваат Македонската православна црква, Македонската православна вера, заедно со Македонската православна црква, Охридска архиепископија. За ваша информација да кажам дека овие копии со декларацијата подпишани од вас, од Канада, Америка и Австралија, се праќаат во Германија, а не директно во Македонија, потоа со камион се носат во Македонија, зашто ако се пуштат директно во Македонија, може да бидат поништени во самата македонска пошта. Да спомнам и тоа дека и муслимани од албанско, турско и циганско потекло во Битола се потпишаа на ова декларација. Голема пак заслуга има македонецот од Струшко со муслиманска вера Хасан Селмановски, кој има само тој собрано над 400 потписи и кој во душата си го носи македонството, што за жал ние таквите македонци муслимани ги нарекуваме торбеши. Овој македонец, исто како и оние во Гора, Голо брдо, со македонството се гордеат, а кои за жал во турско време поради колежи, силовања и слично морале да ја променат верата да станат муслимани. Затоа се обраќам до сите вас. Дајте, потпишете се. Не дозволувајте да се избриши историјата и вистината за нашата Македонска православна црква, Охридска архиепископија. Тоа ќе биде всушност голем грев за сите нас. И за тоа пак нека докаже и нека потврди поглаварот, повардарскиот митрополит Ангелари, кој беше на неговата богослужба за празникот Светници. Да чуеме што потврдува. Влезе во нашите срца, во нашите домови и во оваа наша прекрасна убава македонска земја. Духот Божи, драги мои, нека биде во вашите срца, во вашите души. Чувствувам и да гледам дека сте навистина уморни, бидејќи две проповеди слушате и да не биде и трета јас, само од ваше име, од името на свештенството, би сакал да се заблагодарам на нашиот драг Госпин денеска на митрополитот Кумановско Остоловски, што се одзва на нашата покана и еве дојде заеднички, соборно, овој наш прекрасен убав македонски храм, посветен на семакедонските просветители Кирил и Методи, да ослужиме света заедничка литургија, соборно да се помолиме за ваше здравие,
за мир и спокойство во нашата држава, за мир и спокойство во нашата црква. Ви зборуваше за автокефалијата во православието. Не би сакала се повторувано. Една жена ме подсети одека се служена декларација из целата наша македонска земја околу автокефалноста на нашата света црква. Немојте да се двоите, подпишете ја сите, бидејќи во таа декларација нема ништо лошо. Треба да се зачува името наше македонско, нашата автокефалност, нашата самобитност, нашата националност, како црква национална на македонскиот народ. И затоа слободно, без умење, ништо не е страшно, ништо нема лошо, не правиме никакво предасо, но сакаме да ја одбраниме нашата црква од злите и лоши јазици. Тоа е проблемот и затоа кој милува, а пожелно е сите да подпишеме, бидејќи ова е вид референдум за сочувување на нашата македонско име, на името на нашата македонска православна црква, Охридска архиепископија. Да не дозволиме, како што се дозволи државните власти и премиерот што замина и овој премиер го дадова името и најсла тешка болка, тешка мака страданија, порижување. Но ние сме Христови војници и Христовите војници ќе се борат да си разчуваат името на нашата македонска црква. Затоа ве молам, кој може, кој сака слободно, без да се думите, земете, подпишете си ја декларацијата. Не ве задржува повеќе, ви кажам што треба да направите и кој има уши да слуша, нека слуша. Нека ви е честит празникот, однесете во мирот, спокојството во вашите домови, на вашите родни, пријатели, на вашите комши. Ако имате некој болен, појдете до претего со вашата десна рака, пренесете ја оваа божествена енергија, што ја примивте денеска преку благодата на Светиот Дух, таа божествена енергија нека биде во вашите срца, во вашите души. Ова е Христовата војска, ја гледате? Течаат напред, ова се Христови војници. Да мир треба да си го сочува името, да знаат. Слушате ли? Мора името на къде се сочува. Кажи? Ете, емисијата ќе ја завршиме со благодарност до сите вас за вашето ценето внимание, но да не слушате идната недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM. Вие пак кои имате пристап на YouTube, отворите под The Voice of Macedonia секој петок од 8 часот навечер со уште една емисија на Глас од Македонија. На крај, добра ноќ ви посакува вашиот уредник и водител на радио Час од Глас од Македонија, Драгица Белчевска. Добра ноќ. Lik na naša majka sveta Bogorodica.